Здраво, драги пријатели! Добро дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов. Денеска зборувам на темата инспириран од разговор кој што сум го имал многу често низ овие години работејќи со луѓе, но оваа недела го имав два пати, а тоа е разговорот дека луѓе често знаат да ме прашаат, односно не да ме прашаат, туку да имаат конфирмативно прашање во однос на масленоста на млекото и на јогуртот и дали, односно ме прашуваат дали млекото кое што треба да го пијам треба да биде со мала масленост и по автоматизам очекуваат потврден одговор. И искрено да ви кажам, за филозофијата која што повеќето од нас ја имаме во глава во врска со масленоста на млеко, држи некаде вода. Во одредени случаеви е во ред, ако ние сакаме да можеби намалиме килограми и да ја избегаваме високо маслената млечна, не знам, индустрија и продукти, но од друга страна тоа што ние ќе се фокусираме само на еден продукт и ќе сакаме да јадеме обезмастено млеко, не знам, јогурт со ниска масленост, не знам, некои намази со ниска масленост и секогаш кога можеби бираме млечни производи ги бираме со ниска масленост и така натаму, е во ред и ја разбирам филозофијата и логиката, но не секогаш вашата логика прави логика во пракса и тоа е точно. На што всушност мислам? Масленоста која што ја има во млекото, исто како што ја има и лактозата, но некои луѓе се интолерантни, по природен пат доаѓа во млекото. Односно, тоа не се масти кои што самата прехранбена индустрија може би ги произвела на вештачки начин, како што се трансмастите, или палминото масто, па ги додала во производот за да тој може да стои на рафт без да биде во фрижидер и да биде во тетрапак пакување. Значи, тоа се масти кои што ги има во самото млеко и дури вие ако, не знам, земете млеко од село и некој ви го продаде млекото директно измолзено, тоа значи дека тоа млеко ќе има висока масленост. Но таа висока масленост никогаш нема да направи огромна штета и напротив, воопшто по мене нема да направи штета во нивото на холестерол, во можеби креирањето на подкожни масти и така натаму, затоа што нашето тело има одлични уреди како да се справува со тоа. И еден од тие уреди е нашиот црн дроб кој што е задолжен за да ги процесира тие масти. И тоа се повторно природни масти кои што нашиот црн дроб ќе знае да се снајде и да не се најдат како холестерол и да не се најдат во подкожни масти. Она што дефинитивно кај некој од нас ќе направи проблем е кога, не знам, ќе почнеме да користиме млечни производи како што се кашкавали, како што се павлаки кои што се дополнително процесирани, избогатени и со други масти кои што веќе ќе создадат проблем. Затоа стравот дека ако јадам не знам, високомаслено млеко или високомаслен јогурт ќе ми направи проблем со холестерол и со вишок на килажа е неоснован од проста причина што и тоа високомаслено млеко ако е 3,2 или 3,5 е повторно многу пониско маслено од она што реално е измолзено и земено во млекарата за да се обработува. Така да немојте да се секирате по ова прашање и немојте да ви биде тоа главен фокус, чекај сега да земам ниско маслено млеко за да може би си подпомогнам, тоа ќе направи минимална речиси по мене никаква разлика во може би вашите телесни параметри, така да ако мене ме прашувате, пак јас сепак не сум веќе 2-3 години конзумирач на млеко, али ако би бил конзумирач на млеко, во тој случај би ви кажал да воопшто не се секирате за масленоста на млекото. Така да, дечки, мислам дека ви дадов и односно ви расчистив можеби некој мит и страв кој што сте го имале по ова прашање и ако имате можеби други стравови, митови по било кои други прашања и производи, слободно контактирайте ме во приватна порака или користејќи го хаштагот AskJosif и ќе дадам одговор на она што е мое познавање и искуство. Така да, тука денеска завршувам. Ве оставам во здрави животни навики, ви благодарам за внимание и ви посакувам убав ден. Чао!